Бегалскиот камп создава третина од отпадот што месечно го прави цела Гевгелија. Огромните потреби за одржување на транзитниот центар стануваат тежок товар на грбот на општината. Половина година по избувнувањето на бегалската криза, Гевгелија признава дека ги троши последните сили, но и средства за нормално функционирање на кампот за прием на бегалци и мигранти. Веќе ни се сите наши потреби кои што се наметнаа од зголемената концентрација на мигранти токму на подрачјето на општина Гевгелија и во делот на механизација и на опрема и во делот на ресурси со финансиски средства кои што се наметнува да ги имаме, затоа што кога ќе земете во предвид дека Гевгелија е општина од 23.000 жители, самиот град околу 16, дневно знае да има прилив и 5 и 8.000 мигранти кои што сепак ги користат комуналните услуги на општина Гевгелија, затоа што тука се фрла отпад, се прави смет. Македонија има ветено европска финансиска помош за улеснување на протокот на мигранти низ државата. Одолговлекувањето може сериозно да го наруши целиот процес, ако се има предвид дека голем дел од институциите со цел капацитет се вклучени во решавањето на овој проблем. Помош досега имаат добиено единствено хуманитарните организации. Имавме сега еден податок, само во месец септември се фрли 779 контейнери се подигнати од Центарот за прифат и за регистрација на мигранти. Значи, таа е една огромна бројка, минимум 1/3 плюс од редовното работење на јавното комунално предпријатие, ако не и повеќе, затоа што месечно е на ниво на општина Гевгелија на подрачјето околу 1900 подигања има на контейнери, а тука веќе имаме 779, значи повеќе од 1/3 е оптоварувањето и веќе се случува проблем и со депонијата, што е најголем проблем во моментот, затоа што целиот тој комунален отпад некаде треба да се смести, а за жал овие мигранти кои што поминуваат немаат време за перење алишта. Тие фрлаат облека многу повеќе од колку што ние фрламе редовно во редовното наше живење. Таква им е ситуацијата. Протокот на мигранти во Гевгелија не е намален. Опаѓање се претпоставува дека ќе нема ниту во следниот период.